Модерната стоматологија е незамислива без висока технологија, односно без 3D технологија. Овој врвен апарат единствено во Штип и пошироко веќе е во функција во ординацијата доктор Јорданов. Што точно представува и зошто се користи 3D томографијата во модерната стоматологија? 3D технологијата во стоматологијата ја се користи за диагноза на сите најспецифични искриени проблеми што ги има во организмот во областа на стоматологијата, на коските на лицето, вилиците и забите и сите анатомски структури што се во склоп од областа на орална хирургија и максилофацијална хирургија. 3D технологијата ни овозможува најпрецизно да ги констатираме сите тие проблеми и да имаме прецизна диагноза и прецизен пристап пред секој хируршки зафат. 3D технологијата представува дигитален рентген апарат кој што користи многу снимки, многу пресеци и компјутерски се анализираат, при што добиваме 3D димензионален приказ од сите анатомски структури на пациентот и еден терапевт е во можност да има детален пристап кон проблемите со кои што се соочува секој пациент. Која е разликата меѓу класичната панорамска рентген слика и 3D снимката? За разлика од класичната панорамска слика, кај што имаме еден општ приказ и едно општо видување, кај 3D технологијата веќе имаме еден прецизен поглед во секој проблем и детална анализа се прави во однос на димензии, во однос на комуникација со соседни анатомски структури и тука веќе немаме можност за грешка, секое мерење е во милиметри прецизно и се откриваат сите тие проблеми кои што не може да се видат на класичната рентген панорамска слика. Примената на 3D томографијата е во речиси сите сегменти, објаснува доктор Јорданов. За користењето на 3D панорамскиот приказ во стоматологијата се користи во многу области. Например, во хирургија се користи за диагностика на цисти, на тумори, на импактирани умници. Исто така се користи во ортодонција за се гледат соодносите на забите, дали имаме некои скриени заби, импактирани заби. Во однос на лекување ендодонција на заби се гледаат сите акцесорни канали, сите скриени канали кои што терапевтот не би знаел дека се присутни, со вака имаме приказ. Во однос на пародонтологијата се користи за откривање на коскини џебови, за мерење на сите тие дефекти и се гледаат синуси исто, сите тие промени кои што се случуваат во организмот, ги гледаме тродимензионално, односно од сите агли. Бидејќи стоматолошката 3D томографија веќе ја има и кај нас, добро е неа да ја направи секој. За луѓе кои што имаат изведено повеќе стоматолошки интервенции и би било добро да направат една 3D рентген снимка со тоа што ќе се откријат сите тие проблеми кои што тлеат, а не се откриени на време. Не значи дека ако немаме симптоми, ние немаме проблеми со забавото, така да може да се ранна диагностика ќе се направи и ќе се спречат сите компликации кои што доколку ненавремено се действува и не се изведе некој оперативен зафат или стоматолошка интервенција. Сепак, 3D технологијата е задолжителна во имплантологијата, нагласува доктор Јорданов. Во имплантологијата 3D снимката представува база и есенцијална потреба за планирање и 3D анализа пред поставување на имплантите. Незамисливо е поставување на импланти со обична рентген панорамска слика. Можноста за компликации, грешки, повреда на анатомски структури и се што може да оди во штета на пациентот е доколку не се направи една добра рентген снимка и се извршат сите прецизни мерења во милиметри пред поставување на имплантот. Што значи ние мора да знаеме пред поставување на имплантот точни димензии, точна насока, густина на коска, позиција на секоја анатомска структура, нерви, артерии, синуси
и сите тие моменти кои што ние треба да ги знаеме пред самата интервенција и да бидеме спремни да ги избегнеме компликациите. За сите кои сакаат здрави заби и устна шуплина, препораката е следна. Затоа им препорачувам на сите пациенти да ги користат придобивките од оваа современа технологија со цел да спречат било какви компликации и да имаат најнавремена дијагноза на нивните проблеми. Ординацијата доктор Јорданов се наоѓа во здравствениот дом во Штип на трети кат, а контакт е можен и преку социјалните мрежи.